Малку по подолго време, ќе имаме пак здравствена тема, како што гледате. Стане збор за библиска исхрана, први дел. Ти видиме колку дела ќе можеме да опфатиме. Да ја прашам на почетокот, дали сакате да ја слушнете вистината или нешто убаво сакате? Секако дека сме дојдени за вистината, а верувам дека и ќе биде убаво. Затоа што вистината, ако вистински се свати и прифати, е на вистина убава. Прави убави работи, убави нешта во нашиот живот. Знаете, денес живееме во време во кое што од една страна ќе кажеме дека светот, мноштво на луѓе се освестуваат на некој начин во поглед на, конкретно на исхраната и дури во некои работи предначат, за жал, во однос на нас, иако ние ова вистина имаме уште од 19 век, можеме да кажеме слободно, од една полуписмена жена, да кажеме, меѓутоа жена која што била вдахновена од Светиот Дух и биле откриени мноштво работи, па дури и во поглед на здравието и исхраната. Но и многу работи се откриени, им се откриваат на луѓето, но и темата околу начинот на исхрана е една од најизвртените и најзагадените, можеме да кажеме. Затоа што денеска имате најразноразлични диети, совети, најразлични теории за тоа што треба се јаде, што не треба. Сеќавате едно време баш, не знам дали беше тоа време кога се појавија тие теории за исхрана според крвни групи. Меѓутоа тоа беше баш и Блаже кога беше тука во нашите редови, па тој нешто многу го фаворизираше тој начин на исхрана, но тоа е само една теорија, ги има многу. Буквално може да се изгубите во мноштвото на теории што треба да се јаде, што не треба и така натаму. Затоа неки се задржаме на библиската исхрана, она што Библијата ни го кажува, што треба и како треба, меѓутоа токму заради овие заматени води денеска во поглед на начинот на исхрана ќе почнеме вака. Читаме во Колосјаните 2 глава од 8 до 10. Пазете да не ве зароби некој со философија и со суетна измама по човечко предание, според стихиите на светот, а не според Христа. Зашто во него живее сета полнота на Божеството. И вие сте исполнети во него, кој е глава на секое началство и власт. Значи, во поглед на се, денеска ѓаволот е тој кој што подига разноразни движења, теории и така натаму измислува за да не збуни, за да не зароби. Вели овде според човечко предание, суетна измама, филозофија. Мислам дека овој превод е правилен и филозофија се пише со С, не со З. Често пати го изговараме како З, ама философија всушност. Пошто Софија, нели, беше Божица на мудроста, тоа беше, да. Значи, мора да внимаваме да не западнеме во некои филозофии, а денеска имате филозофи колку сакате, значи, имате експерти колку сакате. Јас пред 2-3 недели гледав еден документарец кој што од понов датум, односно 2017, ајде да кажеме, не знаев за неговото постоење, меѓутоа исто ме фасцинираше американски документарец кој што носеше наслов, интересен наслов, What the Hell? Така се викаше. И човекот е новинар, истражувач, едноставно се впушта во води каде што сака да истражи зошто, односно вака има семеен проблем наследен на шекерна болест и тој се плаши сега да и тој не биде жртва на шекерната болест, на диабетисот, и почнува да истражува. На разни веб страни каде што се нуди за диабетичари и наоѓа познати некои компании преку нивни веб страни кај што едноставно предлагаат разноразни диети и се зачудува затоа што во своето истражување сваќа дека диабетесот всушност највеќе се фаќа од животински масноти. Не се шекерите проблем, туку маснотиите, не шекерите.
че вие кога јадете нешто сладко, да речеме, еве од овие сладкара сладки, кои што се полни со шекер, меѓутоа се полни и со масти животински. Проблем се мастите, не толку шекерите. И наоѓа во тие нивни диети вакво месо, такво месо, телешко, пилешко, ова, она, за диабетичари. И се зачудува. Едноставно сака да истражим, се јавува по телефони, па нема одговараат, па не сме сега во можност, па така натаму, па им оди во самата фирма и таму не му дозволуваат со разноразни изговори. Еден прифати директор, што беше тој таму, меѓутоа на средина на интервјуто го прекине, едноставно не сакаше да му даде одговор на некои работи. Околу тоа, околу диетата, зошто предлагаат месна исхрана, млечна исхрана, која што е полна со масти за диабетичари. За да на крајот всушност заклучи едно нешто. Дека таквите компании, мислам дека едното беше некоја асоциација, како се вика тоа за диабетичари таму во Америка, всушност се поддржани и финансирани од компании, од, просто кажано, од млечната и месната индустрија. И од кај ти се финансиите, од кого си финансиран, како денеска телевизиите, ќе ви ја пренесат таквата вистина под наводници, според тоа кој ги финансира. И се шокирал, дури мислам дека таму во таа листа, како да го видов и Келог, компанијата на Келог, не знам по која причина, ме не се објаснуваше детално, меѓутоа едноставно не можете денеска да верувате на се што ќе чуете. Парите го вртат светот на вистина и од каде доаѓаат парите и финансиите, таква и вистина ќе слушнете. Така да нам не преостанува она што е извор на вистината, она што е најмеродавно, а тоа е Библијата. Еве Библијата не предупредува во секој поглед да внимаваме на стихиите на светот, значи човечките преданија, филозофиите и така натаму, да се држиме до Христа, да се држиме до она што доаѓа од Бога. Или еве прво послание до Тимотеј, 6 глава, 20-21. О Тимотеј, пази го она што ти е доверено и отстранувај се од нечистите и празни разговори. И, внимавајте што е подцртано овде, спротивставувањата на лажно нареченото познавање, или во превод така наречена наука. Спротивставувањата на така наречените лажни науки. Вие имате денеска вакви и онакви такви научни студии и многу често меѓу себе спротивставени. И сега што да правиме? Што е точно? Во истото тоа видео што ја кажав, меѓу другото, човекот дојде до заклучок дека која е стратегијата денеска на овие компании, да кажам, кои што се борат само за профит и ги уништуваат всушност животите на луѓето. Не само да изнесуваат невистини, туку и да ве збунат со разни информации, кои што често пати се спротивставени. И да не знаете сега кај да појдете и што да правите. За кои вели некои се држат и така се отклонија од верата. И сега, ние денеска можеме да спомнеме и ние користиме всушност, зборувајќи за исхраната, често пати користиме научни податоци, но кои се меродавни, кои не се? Како, до кој да се држиме? Па, кога зборуваме за библиска исхрана, кога зборуваме за Библијата, за вистината, ќе се држиме до оние кои што се во склад со Библијата. Просто едноставно. Во следниот слайд имаме еден цитат од патриарси и пророци. Послушајте. Многу убави зборови. Бог е темел на се што постои. Секоја вистинска наука е во сообразност со неговите дела, со Божите дела. Секој вистинско образование го води човекот на послушност кон неговото владење, кон Божито владење. Науката постојано изнесува на виделина нови чуда. Таа успева да се вивне во далечните височини и секојаш да истражува нови длабини. И навистина далеку е стигната науката во некои делови, но вели незините трагања не изнесуваат ништо што би било спротивно на божественото откровение.
Кога збориме за вистинската наука, тоа е таа која што не може да изнесе ништо што е спротивно на божественото откровение. А вие ако отворите, пуштите National Geographic или не знам Animal Planet или не знам што, баш денови ви гледав, знаете, сите заклучуваат, сите сваќаат дека се случила некоја катастрофа некојаш во минатото, затоа изумреле диносаурусите или ова и она. Меѓутоа, тоа било пред милиони години, тоа било астероид. Ние знаеме дека се случила катастрофа, меѓутоа не било астероид. И ако ги гледате тие што се најдоминантни канали, пак, значи, како Гелот користи својата стратегија и пропаганда, вие всушност ќе најдете само наука која што се спротивставува на божественото откровение, за жал. Дури еднаш гледав како сакаат да го побијат на поминувањето низ Црвеното море. Демек таму било, не знам што, гребен имало некој, не знам што, плитко било, па си поминале. Како и да е, значи, гледајте, меѓутоа, внимавајте што гледате. Стремејќи се да ги подкрепи лажните представи за Бога, незнаењето може да се повикува на науката, но книгата на природата и пишаната Божја реч меѓусебно не се исклучуваат, туку напротив една со друга се надополнуваат и се осветлуваат. Не може природата, не може животинскиот свет или она што научниците го испитуваат во природата да се спротивставува на Божјата реч. Тоа не е вистинска наука, тоаш. Туку тоа се филозофии човечки. Тоа, вели, не тера кон Творецот. Значи, истражувајќи ја природата, животните и така натаму, животинскиот свет, тоа треба да не доведе кај Творецот, ако вистински испитуваме. Да негуваме длабока почит и љубов и во неговата реч да имаме доверба врз основа на здравиот разум. Common sense, што ви кажат. Сега може да прочитаме во Прво Солуњаните 4:3 и 4, каде што вели, иако во еден мал поинаков контекст се пишани овие стихови, но ќе ги прочитам во контекст на она што го зборуваме вечерва, зашто ова е Божјата волја, вашето осветување. 4 стих. Секој од вас да знае да го држи својот сад во светост и чест. Своето тело да го држиме во светост и чест. Под чест се поразбира нешто што е од непроценлива вредност. Нашето тело не е наша собственост, туку, како беше паролата, моје тело Божја собственост. Знаете дека ако човечкото тело се чува и се грижиме за него како што треба, како што Бог сака, може да прави вистински чуда. Па дури и во поодминати години. Овде меѓу нас се најстари сестра Марија и, односно брат Александра прв, па сестра Марија, 87-84 години. Но можеме ли и на тие години да бидеме доволно витални? Да читаме Псалм. Што ни кажува Псалм 92, 12-14? Ова се библиски стихови. Праведникот цвета како палма и расте како ливански кедар. Заседанието во Господовиот дом. Цветаат засадените во Господовиот дом, цветаат во дворовите на нашиот Бог. Тие и во старост донесуваат плодови сочни и свежи. Погледнете се оваа Господја. Адвентистка инаку. Хулда Крукс. Може да се слушнале, може би не. Значи, колку години живеела? 1996 или 1997? Да. И од времето на Елен Вајт дори. 101 година, ке му дојде. И вишок, малку повеќе од 101. 102-та е почнала. Била американска планинарка. Позната како бабата Витни. Зошто? Затоа што го ја искачила планината Витни, највисоката планина во Соединените американски држави, некаде у Калифорнија, мислам дека е. 23 пати се искачила на врвот на возраст од 65 до 91 година. Може да замислите сега брат Александар и сестра Марија да се искачат на
Не знам на водно дали ќе се искача. Или еве ние, ја не знам, мислам, јас се плашам дали ќе ги доживеам тие години како прво, меѓутоа на тие години што би правиле? Таа се искачила на 97 други врвови во тој период, значи не само оваа планина Витни. А во 1990 година со акт на Конгресот, ево и конгресменот таму горе, бил преименуван еден од врвовите во областа Витни во Крукспик, според незиното презиме, во нејзина чест. На 24. јули 1987 година, на 91 годишна возраст, таа стана најстарата жена што го завршила искачувањето на планината Фуджи во Јапонија. Знаете која е Фуджи? Она што често пати ја даваат, нели, оној врв покриен со снег. Покрај сите јапонци кои што толку се витални, таа на 91 година била најстарата жена што го искачила овој врв. Како го постигнала ова? Можно ли ова? Знаете, кога Господ, знаете кога велиме, ај си викаме, што сега ќе живеаме, нели Библијата вели 70 па 80 години, па тоа е мака, па тоа е тежина. Кога Господ ви додава живот, свежина, не ви додава на тие последните години, туку ви додава од највиталните години, 40, 50, тука. Тука ви додава 10 години живот или 20, не знам. Ако се држите по неговите принципи, а не сега да мислите, таму во кој ќе живее сега 90 години ќе со патрици, со стап, со не знам со што. Не. Инаку, еве, уште неколку податоци за неја. Хулда Хоен, инаку, е родена, моминско презиме, во Саскечеван, Канада, една од 18 деца на фармерска двојка, 18 деца, ја напуштила фармата непосредно пред да наполни 18 години и се запишала на коледжот Pacific Union, северно од Сан Франциско, тоа е наш коледж, а подосна и на универзитетот Лома Линда. Таму го запознала и се омажила со доктор Крукс, кој што работел на Лома Линда. Таа започнала со искачување во 1950 година по смртта на незиниот сопруг, значи далеко, веројатно млад умрел човекот, како што тој, па и не толку млад, не знам, добро, 50 на години, може би, 60 на. Како што тој ја охрабрил да започне откако доживела напад на пневмонија. Значи имала напад на пневмонија и незиниот сопруг ја охрабрил да се бави со планинарење. И започнала на свој 50 години, односно 50 година. 50 неколку години, колку 54 години имала. Како успеала? Еве го описот на незиниот живот на 80 години. Што прави на 80 години? Рано легнување, рано станување. Многу битен принцип. На джогинг рано наутро во 5:30. Кој знае кај се наоѓаме ние во 5:30. А таа е на джогинг. И сега внимавајте, на 80 години, значи доволно и тоа што го прави. Джогирање 1 милја, километар и пол, колку ќе му дојде, а потоа враќање назад со брзо одење. Значи 1 милја джогирање, потоа се враќа назад со брзо одење. И во е фасцинантно. Потребни ми се вели 12 минути за джогирање и 15 за пешачење на 1 милја. Ако милјата е околу километар и пол, колку е тука некаде? 1600? И 200 не е. 1600 е тука некаде. И ви требаат 15 минути да испешачите. Па јас на овие години пешачам километар за 10 минути. Че му испадне исто. Толку 6 километри за 1 час одење. 6 километри ги поминете. Тоа е страшна кондиција. На 80 години, пазите. Може би по-добро, ама треба да набиете кондиција, нели што велиме. Вели, што вели понатаму, правам неколку вежби за горниот дел од телото, работам во дворот, пешачам до маркетот и работам. Тоа е едноставен начин на живот. Океј, тука не е спомната исхраната, но сакав само да прикажам, да покажам еден пример, барем на тоа како може човек да биде витален и на стари години. Значи, едноставно да не ја осети старост. Не знам.
Сега, за да бидеме вака фит, треба да се погрижиме за сите системи, буквално што ги имаме во човечкото тело, а тук се мускулниот, коскиниот, нервниот, ендокриниот, циркулаторниот и системот за варење. Сега, за овој систем, за последниот системот за варење, Библијата дава најопсежни информации. И затоа се нарекува предавањето библиска исхрана, да видиме што препорачува Библијата да јадеме, со што да се храниме. Познати стихови, Битие 1.29. И Бог рече на почетокот: еве ви ги давам сите треви што се осеменуваат. Внимавајте, затоа што после падот во грев Бог ќе даде уште некои треви, односно полска трева, зеле или како вика таму во некои преводи. Овде вели треви што се осеменуваат. Житата. Тоа се житата, житариците. По целата земја и секое плодоносно дрво што го носи своето семе во себе, нека ви биде за храна. Тоа била првобитната исхрана на човекот пред падот во грев. Што? Овоше, житарки и орашести плодови, може да кажеме. Се тоа што носи семе. Дрво или трева што се осеменува. Овоше, житарки и орашести плодови. Прочитаме сега некој цитат. Елен Вајт, ова се Совети за живот и исхрана, 648 као цитат, како му доаѓа во таа книга, така се поделени, мислам, распоред по броеви, дадени. Вели, повторно и повторно ми е покажано дека Бог се обидува да не врати назад, чекор по чекор, ова е многу битно, чекор по чекор, значи не одеднаш, оти ќе си имате проблеми, сигурно ќе реагира телото. Чекор по чекор. На неговиот првичен план, човекот да се одржува од природните производи на земјата. Тоа му е крајна цел, значи да не врати назад, скроз назад, уште во Едем. Следниот слайд или цитат. Со збор и пример објаснете им на луѓето дека храната која Бог му ја дал на Адам во неговата безгрешна состојба е најдобра за употреба ако човекот сака да ја поврати таа безгрешна состојба. Дали ја гледаме овде е поврзаноста на духовната состојба со начинот на исхрана, врската на храната со духовната состојба. Значи и со збор, и со пример, што треба? Да покажеме, да објасниме луѓе дека храната која што е Бог ја дал, му е дал на Адама во неговата безгрешна состојба е најдобра за употреба за човекот, ако човекот сака да се поврати, да ја поврати таа безгрешна состојба. И сега тука имаме разноразни научни докази за тоа дека таа исхрана е најдобра, значи веган, односно растителната исхрана. Че ние немаме како прво заби, како лавот, како тигарот, значи не сме создадени да кинеме месо. Да, свежа. Иако ќе видиме нешто подоцна што ќе даде Бог, што е идеалот, можеби, меѓутоа ние не сме баш во тие такви идеални услови, но треба да се стремиме кон тоа, тоа е факт, тоа ни го кажува цитатот. Сега составот на плунката исто така, во плунката само кај тревоопасните животни, кај месождерите го нема алфа-амилаза, тоа е позната ензим кој што служи за варење на јаглехидрати. Тој ензим не е присутен кај месождерите. Потоа прстите на рацете, ние немаме ни канџи, ни не знам, значи не сме направени за да, не знам, раскинуваме нешто, да фаќаме, да ловиме со рацете, туку да кубеме, да береме. Такви ни се раците. Дигестивниот систем, што да каже, да стане збор за тоа, значи цревата се многу пократки кај месождерите, имаат и по-јака киселина желудочна, за полесно нели да го варат месото и така натаму, кај човекот тоа не е случај. Што се научни покази и докази. Значи, во почетокот исхраната на човекот се содржала од овошје, житарки и орашести плодови. Сега, но Бог додал нешто во исхраната после падот во грев. Што додал? Вели, земјата ќе е проклета заради тебе, со мака ќе се храниш од неа сите денови на својот живот, ќе ти раѓа трње и троскот, тоа веќе било едно од проклетствата, значи
Претходно немало трња и троскот, не морало да се плеви ако нешто се садело и така натаму, но сега мора. И ти ке јадеш полски растенија. Ова е зеленчукот. Зеленчукот е додаден после падот во грев. Ке видиме зошто. Со голема причина. Со пот на своето лице ке јадеш леп. Што гледаме овде? Значи покрај свежата храна и нешто готвено веќе имаме овде. Леп. Доека не се вратиш во земјата, зашто од неа беше земен, прав си, во прав ке се вратиш. Што се случува? Повторно гледаме врска на духовната состојба на човекот со исхраната. Се менува духовната состојба на човекот, Господ ја менува исхраната, додава нешто. Сега не е доволно само овошјето, рашистите плодови и, што рековме, и житариците, сега го додава зеленчукот. Значи, како пропаѓа човекот, така Господ додава нешто. Ќе видиме во некој следно предавање, знаеме после потопот дека го дава и месото за исхрана, меѓутоа со која цел, зошто? Заради недостаток на друго во исхраната. Меѓутоа ние треба да се насочиме, како што кажуваме, да одиме нагоре, а не надолу. Ова само ја гледаме поврзаноста на исхраната со духовната состојба на човекот. Значи, можеме да кажеме дека Адам и Ева пред падот користеле совршена храна и нивниот дигестивен систем работел безпрекорно. Но се случила промена по гревот со организмот, сега на човекот, во човекот, но и на самата храна, квалитетот опаѓа. Ние живееме сега во 6000 години после создавањето, да кажеме, од прилика, знаете ли кој квалитет на храна ја јадеме ние? Мислам, како прво, колко е прскана, тоа да не зборувам. Меѓутоа, сум слушал научни истражувања, че еден портокал денеска што ќе го изедеш. Мислам, ти треба да изедеш, да кажеме вака, може би 5 денес портокали, ќе ти го дадат тој С витамин, што пред 50 години ќе ти го дал само еден портокал. Че толку многу паѓа квалитетот на исхраната, да не зборуваме за ГМО и за 300 чуда, вкрстување и така натаму. Едноставно, и затоа и сме толку слаби, кревки и така натаму, затоа и се препорачува органско да се јаде, да се внесува. Сега Бог го дава зеленчукот после падот во грев, бидејќи е многу побогат со минерали од овошјето. Сега минералите се битни за да бидете силни, да бидете цврсти, да имате сила. Поготово, ќе спомнам 3. Калциум, железо, цинк. Еви магнезиумот може да го спомнеме. Едни од најбитните. Калциум, железо, цинк. Сите во голем процент, ако гледате табели, ги има во зеленчукот и тоа знаете кај највеќе? Во зелено лиснатиот зеленчук. Се што е зелено лиснато. Спањак, блитва, така натаму и ја затоа ја користам спирулината како додаток. Ова е интересен стих, во друга конотација кажен, меѓутоа, еден верува дека смее да јаде сега, кој е слаб, јаде само зеленчук. Значи, слабите треба да јадат повеќе зеленчук. Знаете, ние сме навикнати како вегетаријанци, да кажеме, во исхраната, 2/3 да не е овошје, а 1/3 зеленчук. Треба обратно да биде. Треба да биде поголема застапеност на зеленчукот, токму заради таа сила што ја даваат минералите, кои што ги има во зеленчукот. Ако погледнеме животинскиот свет, при крај сме, најсилните животни што јадат? Трева. Јадат трева. И оно што е интересно, што тревопасните животни се што? Многу полесно може да ги скротите, се кротки и мирни, имаат сосема поинаков темперамент од останатите. Ако сакате да изорате нива, ќе впрегнете 2 вола, да кажеме. Прегнете 2 тигра да ве видам. Пробајте. Дали ќе ја изорате нивата? Може ќе изорате малку, и после тоа кога ќе се свртат и не знам кај после ти ќе ја изореш нивата бегајки веројатно. Зошто е ова вака? Знаете ли, студиите покажуваат дека недостатокот на железо и цинк
ги прави животните агресивни. И сега овие што се месождерите, пошто не јадат, не се опасни, не ги примаат овие минерали, може од втора рака нешто примаат, меѓутоа не е тоа, стануваат агресивни. А Бог што сака? Бог сака да го скроти нашиот темперамент, да не направи понизни, зарем не? Затоа го вклучува и зеленчукот, кој што е богат, значи, со овие минерали. Едно од најсилните животни, носорогот. Бафало, што е? Бивол, не е битно. Или слонот. Слоновите посебно се многу лесно се скрутуваат, знаете, тоа сте го слушнале веројатно. Тоа се најкрупните, најсилните животни што може да постојат, сите тие. Слонот 30 до 60% од неговиот внес на храна е токму трева, значи, тоа. Не велам дека ние треба да пасеме трева, меѓутоа кога ќе земете, значи, тоа полско зеле што го спомнува Библијата, што спаѓа во тоа е вид на трева, да кажеме така. И ми доаѓа секојаш кога зборувам на вакви теми, моментот на Навуходоносор, како му дошол паметот, откако 7 години пасел трева како вол. Има некоја поврзаност и тука, како и да е, може малку е смешно, комично, но тоа е тоа. Стигнавме до падот во грев и зеленчукот. Ќе продолжиме следен пат понатаму. За вечерва толку. Зборуваме за она што Библијата ни го препорачува како исхрана, нити се бавиме со филозофии, ниту со разноразни табели на исхрана и пирамиди на исхрана кои што ги имаме стотици наистина денес и кои што имаат за цел, како што кажав, повеќе да не збунат и да не знаеме што да правиме, со што да се храниме. Треба да се држиме до она што Господ го кажал и тогаш се ќе биде многу подобро.